Добро вечер. Недела 22 часот. Јас сум Васко Ефтов, ова емисијата во Центар на YouTube. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, зошто? Бидејќи во наредните 45 до 50 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Во четвртокот немавме емисија, ја пролонгиравме емисијата, односно го прескокнавме терминот, иако беше снимена анализата, иако беше снимена емисијата, поради трагичните настани, поради трагичните случувања во Тетово, Тетовската болница, кои се случуваат, односно во модуларниот центар на Тетовската болница, ковид центарот на Тетовската болница, 14 луѓе плюс една жртва која е подосна идентификувана, односно детектирана, 15 загинати, 15 починати на трагична несреќа. Ја користам приликата на почетокот на емисијата сочувство, бидејќи тоа се такви едни тажни, тегобни моменти кои ја растресуваат многу поголема држава од колку што е Република Македонија. Во четвртокот одлучивме без разлика што владата прогласи тродневна жалост, не одлучивме да нема емисија токму од тие причини. Кој во такви траурни моменти или на кого во такви траурни моменти му се слушаат политички анализи. Дел од тие анализи вечерва ќе кажеме, дел ќе кажеме во четврток во 22 часот. Затоа емисија во четврток немаше. Горе-доле тие работи ќе кажеме вечерва. Во овие 3 или во овие 4 дена имаше милион анализи, милион текстови, телевизии, портали, дебатни емисии, така натаму и така натаму. Се кажа многу работи. И знаете, суштината на оваа емисија не да кажувам јас некои работи или некои детали, бидејќи емисијата се дава 2 пати неделно. Сите портали, сите дневни вестници, сите телевизиски емисии кои имаат вести, секој ден по 3 или по 4 пати, можат многу побрзо тоа да го направат. Суштината на емисијата е да наметнеме одредена логика, или да ви дадеме одредена логика и врз база на таа логика или со помош на таа логика вие да дојдете до одредени заклучоци. Мојата анализа е дека со настаните кои се случија на 8 септември во Тетово и Тетовската болница, всушност е растурена, пореметена е стратегијата на СДСМ за локалните избори. Венко Филипче очигледно беше клучната личност на стратегијата на СДСМ на локалните избори. 1 милион вакцинирани. Тоа беше стратегијата на СДСМ. И затоа со таа стратегија Венко Филипче влезе во конфликт со тие што има прележано, а не се вакцинирани против COVID-19, влезе во конфликти со антиваксерите, влезе во конфликт со сите оние кои се против вакцинацијата и сметаше дека до 1 или до 17 октомври ќе има 1 милион вакцинирани во Република Македонија. Всушност СДСМ сакаше да го промовира Венко Филипче како некоја македонска верзија на Александар Вучич. И тоа што го прави Александар Вучич, многу помалку во Србија, а многу повеќе ширум Балканскиот полуостров, како персонификација на човек кој донел вакцини и успел да ги вакцинира не само србите, туку сите на Балканскиот полуостров, СДСМ со таа кампања и со Венко Филипче како македонска верзија на Александар Вучич требаше да оди на локалните избори. И сега со ова што се случува во Тетово, можеби не е растурена како кула од карти таа стратегија, но е девастирана таа стратегија. Ке им треба време на СДСМ, вод, а изборите се некаде за 40 дена, ке им треба брзо да реагират, брзо да најдат замена, да поправат тамо каде што може да поправат. Ако не биде прифатено ставката на Венко Филипче, сепак наново да го офарбат, наново да го окречат, наново да го лакират и да можат таа приказна да ја продат. Бидејќи таа беше успешна приказна, ако Македонија имаше или има 1 милион вакцинирани, тоа е навистина фасцинантна бројка. Тоа ќе значеше дека министерот за здравство не само што успел да набави вакцини, бидејќи тоа беше најголемата критика на негова адреса, туку успел и да вакцинира 1 милион жители во Република Македонија со 2 дози на вакцини. Затоа велам, со тој несреќен случај или настан во Тетовската болница, во основа е девастирана стратегијата на СДСМ за локалните избори. СДСМ сега треба да наоѓа некоја нова стратегија или воот да ја поправи ова стратегија која беше поврзана со Венко Филипче. Венко Филипче стана министер за здравство после локалните избори 2017 година. Гледате, неговата кариера всушност зависи од локални до локални избори. Станува министер после локалните избори, бидејќи Арбен Таравари, кој беше прв министер за здравство после Никола Тодоров или со новата коалиција која формираше СДСМ после настаните на 27 април 2017 година, Арбен Таравари заминува, станува градоначалник на Гостивар, сега е најжесток преврзаник на коалицијата со ВМРО ДПМН и најголем лобист да биде направена коалиција помеѓу албанската и македонската опозиција. На негово место или на таа функција доаѓа Венко Филипче. И има неколку фази во министерската кариера на Венко Филипче. Во првата фаза тој на некој начин е товар за СДСМ и за коалицијата околу СДСМ и затоа не е носител на листата во 5-та изборна единица на изборите март-април 2020 година. Тие избори подосна поради корона кризата се пролонгира и се одржа на 15 јули
минатата година. Венко Филипче заедно со Радмила Чекеринска требаше да биде носител во 5-та изборна единица. Меѓутоа се случи одредени набавки, одредени тендери, дали со негова улога, дали со негово учество или без негово учество. Меѓутоа опозицијата водеше една фронтална кампања против Венко Филипче. Благодарејќи на таа фронтална кампања, Венко Филипче стана товар за власта, стана товар за СДСМ и за коалицијата околу СДСМ и не беше избран да биде носител на листата на СДСМ и коалицијата во 5-та изборна единица, кој беше најавено дека ќе биде носител на листата во 5-та изборна единица. Подоцна доаѓа почетокот на корона кризата, која Венко Филипче после Јосип Брз Тито има највисок рейтинг помеѓу македонските граѓани. 75-80% рейтинг, и тоа рейтинг кој е мерен преку Сител телевизија, преку други телевизии кои тогаш нарачува одредени анкети. Немаше политичар во Република Македонија, па дури ни Киро Глигоров после независноста кој имаше така висок рейтинг како Венко Филипче. И Венко Филипче со тој рейтинг од 75 до 80% беше еден од клучните фактори на победата на СДСМ на изборите на 15 јули 2020 година. Па дури Христијан Мицкоски, барајќи алиби за поразот на 15 јули, алибито го најде во гласовите на Беса, кои ги доби СДСМ и со тие гласови нели СДСМ победил на изборите, како велеше Христијан Мицкоски, без гласовите на Беса, ВМРО ДПМН го има победено СДСМ. И второто алиби или втората причина дека се погодило конјунктура, луѓето да му веруваат на Венко Филипче во време на корона криза и поради тоа победила СДСМ. Во третата фаза веќе Венко Филипче ставна сериозна штета за рейтингот на СДСМ. Тој е период кога не може да се набават вакцини. Тогаш е период кога Венко Филипче е критикон дури од Стео Пендаровски. Нема вакцини во Македонија, мораме да молиме во Србија, мораме да молиме ке соседните држави, да добиеме некое првично количество на вакцини да започне процесот на имунизација во Република Македонија. И во четвртата фаза Венко Филипче набавува вакцини и води кампања 1 милион вакцинирани. И со таа кампања СДСМ ке се прошеташе на локалните избори, ако не бе овие немили случувања поврзани со тетово. Ќе видиме како тоа ќе го менаџира СДСМ, како ќе го менаџира не само во однос на оставката на Венко Филипче, туку и во однос на задоволството или незадоволството на јавноста од настаните кои се случија во Тетовската болница на 8 септември. Завелам, Венко Филипче имаше 3 или 4 фази, дури во еден временски период. Мене ми се чинеше дека Венко Филипче има трасирано својата патека или својата политичка траекторија да биде кандидат на СДСМ на следните претседателски избори или евентуално да биде замена за Зоран Заев на премиерската функција во владата или на лидерската функција во СДСМ, бидејќи беше играч кој имаше сериозен рейтинг и имаше сериозни односи со меѓународната заедница. И тоа се смени преку ноќ. Ќе видиме, велам, како тоа на крајот се ќе заврши и дали оваа хаварија во Тетовската болница ќе значи крај и хаварија на политичката кариера на Венко Филипче. Всушност ВМРО ДПМН не можеше да најде одговор, не можеше да најде контрастратегија на стратегијата на Венко Филипче. Скоро 2 години светот стенка под товарот на таа пандемија со COVID-19. Многумина тоа го нарекуваат вовед во трета светска биолошка војна, бидејќи не се случило во исто време повеќе од 180-200 држави во светот да бидат нападнати во наводници со таква трета светска биолошка војна. И ВМРО ДПМН не можеше да најде контрастратегија на таа стратегија на Венко Филипче. Има 6 или 7 фази. Се праќа многу дифузни, многу различни пораки до членството на ВМРО ДПМН, кое беше збунето, не знае кој е официјалниот став на партијата, кој е официјалниот став на лидерот, бидејќи тие ставови се менува со брзината како се менува чорапи. Ако некој менува подоцна чорапи или на подолг временски период менува чорапи, можеби подолго ќе трае одредена стратегија. Првата фаза на таа стратегија беше критиката на Христијан Мицковски зошто е воведен карантинот во Република Македонија. Тоа е некаде март-април, кога е воведен првиот карантин во Република Македонија и ставот на лидерот на ВМРО ДПМН беше дека карантинот е воведен за ВМРО ДПМН да не победи на изборите, да не биде манифестирано незадоволството на граѓаните и да нема непосредна комуникација помеѓу ВМРО ДПМН и членството или неопределените граѓани, бидејќи тогаш ВМРО ДПМН бил најсилен во таа непосредна комуникација со граѓаните. 2 месеци подоцна Христијан Мицковски не сака да се појави на предвремените парламентарни избори, бидејќи има многу заразени и многу заболени од корона кризата. Едва и под силен притисок на меѓународната заедница, Христијан Мицковски е убеден да се појави на изборите на 15 јули 2020 година, каде што губи. Губи од СДСМ некаде со 2 пратејника разлика. Во меѓувреме, помеѓу 15 јули и изборите во Штип, тој го инкорпорира Вело Марковски да биде член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН.
Тоа е една контраверзна фигура, која ги дава најконтраверзните изјави и ставови во однос на корона кризата. Бил некоја власт во време на свинската криза или на свинскиот вирус или вирусот со свинскиот грип и тогаш е сменато таа функција. И во тие непосредни разговори сме се договарале со Вело Марковски да има интервју за емисијата во Центар. Тој леше дека кога даде интервју за емисијата во Центар, може да заврши како полскиот претседател, еден од полските близнаци кој завршува во одредена авионска несреќа, бидејќи и тој се спротивил како Вело Марковски тамо некаде пред 15 или 20 години, дека не постои пандемија со свински грип. Па четвртата фаза е бојкот на локалните избори во Штип. Тоа е декември минатата година. На 23 октомври, кога е денот на почетокот на револуционерната борба, во истиот тој Штип, Христијан Мицкоски имаше став дека Македонија се брани во Штип и дека на локалните избори во Штип, кои се во декември 2020 година, треба да се брани Македонија. 2 недели после тоа, кога ги виде анкетите, се откажа од одбрана на Македонија и ги бойкотираше локалните избори во Штип. Петтата фаза е каде се вакцините. Тогаш ВМРО-ДПМН не води хајка каде се вакцините во Република Македонија. Дека е неспособен Венко Филипче. Дека неспособниот Венко Филипче придонесува масовно да умират луѓе во Република Македонија, бидејќи не се вакцинирани. Шестата фаза е кога самиот Христијан Мицкоски е заразен од COVID-19 и она негова легендарна изјава кога поправал прозорци додека бил во одредена криза на инфективна клиника, како се вика цитокинска бура, и во таква фаза, во услови на цитокинска бура, тој имал доволно концентрација, способност и мог да ги поправа прозорите кои не се поправени на инфективната клиника во Скопје. И последната фаза, тој од пред 2 недели, кога Христијан Мицкоски на едно телевизиско интервју вели дека бил принуден да се вакцинира. Бил принуден, иако секој имал право, нели, да одлучи дали ќе се вакцинира или нема да се вакцинира. Значи, човекот кој до пред 6 месеци секој ден имаше изјави и држаше пресконференции каде се вакцините, од кога дојдоа вакцините и од кога почна се спроведува стратегија 1 милион вакцинирани во Република Македонија, пред 2 недели изјави дека тој морал да се вакцинира за да може да оди во кафани. Тоа се 7-те фази на ВМРО-ДПМН на Христијан Мицкоски. Затоа велам, тие нема контрастратегија, контраодговор на стратегијата на Венко Филипче. Нема, бидејќи вие не знаете кој е нивниот став. Го менува како чорапи. Дали Венко Филипче треба да поднесе оставка? Не знам, почитувани гледачи. Работа на новинар не е да бара оставки. Работа на новинар е да прави анализи, да ви презентира одредени факти, да ви презентира одредени докази, да прави одредени интервјуа, а одлуката дали некој ќе поднесе оставка е ваша. Вие барате, вие одлучувате. Вие вршите притисок како јавно мислење дали некој личност ќе поднесе или нема да поднесе оставка. Вие одлучувате на изборите на кога ќе дадете довербата. Не е работа на новинарите да барат оставки. Барем јас така го разбирам новинарството. Во изминатите 25 години само еднаш, и тоа не сакајќи сум ви сугерирал за кого да гласате, тоа беше грешка. Беше грешка бидејќи тоа не може да го преснимам, тоа на емисија за Никос Грујос. Не е работа на новинарите да ви кажат за кого да гласате, тоа го направив тогаш и никогаш повеќе. Иако лично сум сметал дека Венко Филипче треба да поднесе оставка пред 6 месеци. И Зоран Заев требаше да поднесе, според мене. Јас тоа не сум го кажал, меѓутоа сум го сметал лично и во тие лични контакти кои ги имам со пријатели, со роднини дома, сум сметал дека треба да поднесат оставка бидејќи не може да набават вакцини. Не може да набават вакцини бидејќи претерано им веруваа на Брисел и на Европската унија, кои им вети дека тие ќе набават вакцини, дека не треба владата, Министерството за здравство, македонска држава сами да набават вакцини, бидејќи Европската унија е доволна гаранција да им бидат набавени вакцини. Изгреши, тоа Александар Вучич го кажа во едно телевизиско интервју. Дали сега ќе биде прифатена оставката на Венко Филипче, не знам. Да сум на негово место, ќе си заминам надвор од Република Македонија. Ќе работам за 5 или 10.000 евра како врвен неврохирург било каде во светот. Нема да ги читам овие помии од коментари по социјалните мрежи. Нема да се бафтам со антиваксери. Нема секој ден да станувам и да читам илјадници гнесни коментари за мене, бидејќи тоа е тешко да се издржи, знаете. Имаше еден коментар напишан на Твитер, мислам дека тој отсликува целата ситуација. Не знам кој го ме напишал на тој коментар, меѓутоа ми се виде дека е многу интересен, сакам да го презентирам тука пред вас, почитувани гледачи. Во Данска биле вакцинирани 80% од населението. 20% не биле вакцинирани.
И велат тие 20% кои не се вакцинирани, сигурно потекнуваат или од Македонија, или од Србија, или од екс-југославенските простори, сигурно не од Црна Гора, бидејќи тие се мрзеливи да емигрират надвор од Црна Гора. Меѓутоа суштината е дека тие антиваксери, тие теории на заговор, најмногу корен има тватоно на просторот на екс-Југославија, посебно на територијата на Србија и на Република Македонија. И македонците важат за луѓе кои најмногу веруваат во тие теории на заговори. Затоа и беа за Трамп, затоа и навиваа за Трамп, бидејќи тоа им е многу полесно да го прифатат отколку било што друго, да се соочат со реалноста, да може да функционираат нормално, прифаќајќи реалноста во која живеат. Теориите на заговор се всушност бегство од реалноста. Повремено во моите емисии сум ви презентирал одредени интервјуа кои се граничат или со таа страна на теоријата на заговор, меѓутоа тоа било бидејќи сум сакал да ви дадам можност да бирате. Имате интервју на луѓе кои се од струката, кои се разбират, кои гледат така како што гледат на работите, имало интервју на луѓе кои припаѓаат на делот или на сферата или на сегментот на теориите на заговор. И вие се одлучуле во што ќе верувате. Јас така го разбирам новинарството. Така го разбирам влијанието во јавниот простор. Ние ви презентираме одредени интервју и информации, а одлуката е ваша. Знаете што сега се случува, почитувани гледачи? На сега ни се случува еден класичен распад на системот. Еден класичен распад на системот во Република Македонија. Јас тоа го очекував. Бидејќи не треба да биде човек многу паметен, доволно само да погледни што се случува во околните држави, што се случува во околните земји. Сите земји каде што имала промена на власта, дали преку јогурт револуции, дали преку шарени револуции, дали преку 5 октомври како што е во Србија. Сите тие влади кои доаѓаат на бранот на такви револуции, а тоа не се природни, туку се стимулирани, се вештачки процеси, се нестабилни влади. Треба да поправаат многу работи кои се лошо направени во минатото. Затоа се рушени тие влади на тој начин, бидејќи толку имаат заробено државата, имаат воспоставено режим и авторитарно владење во државата, што вие не можете како да ги симните од власт, освен со такви шарени револуции. Јас не сум приврзани на шарени револуции, токму од тие причини, бидејќи сметам искуството ни го покажува дека сите влади кои ќе дојдат на власт после такви шарени револуции се нестабилни влади. Посебно ако некоја влада го смени името на државата и влезе во преговори со Бугарија, тоа се болни процеси. Тешко некоја влада може да остане на нозе ако спроведува такви процеси. Плюс 2 години стенкање под товарот на корона кризата, па омаловажување од бугарите, па бугарско вето, па барање Албанец за премиер од Али Ахмети. Еве ви го рамковниот договор сега. Нели баравте спроведување на рамковен договор? Па вие станавте самите жртви на тој рамковен договор. Па суштината на рамковен договор не е да вработувате албанци. Суштината на рамковен договор, суштината на секаков договор, вие да вработувате професионалци, луѓе кои се разбират работата. Тогаш ќе бидете сигурни во системот. Тогаш ќе бидете сигурни во болниците. Ако вие некој снајперист поранешен, некој командант, некој пушко-митралезец, го направите директор на некоја клиника или директор на некоја институција, па вие го уништувате системот. Правите на таква деструкција на системот, од која не може да се опоравите. Тоа сега се случува во Република Македонија. Еве ви Албанец за премиер. Па имате министар за надворешни работи, Бујар Османи. Ние имаме тешки преговори со Бугарија, имаме тешки преговори со Грција, имаме уште потешки преговори со Европската унија. И што прави Бујар Османи? Не може да се снајди на таа функција. Воек на преговори, воек на бугарско вето, оди и купува еколошки тротинети. Се е средено во државата. Се е завршено во државата. Дуи реши да стане зелена партија и овој зелен министер за надворешни работи од Дуи купува еколошки тротинети. Меѓутоа тој е албанец. И бидејќи воделе кампања Албанец за премиер, и не може да добијат премиер, ќе стават министер за надворешни работи. И прето и самите албанци знаат и се свесни дека Никола Димитров беше 5 пати подобар министер за надворешни работи од Бујар Османи. И кога погрешни луѓе ќе ставите на погрешни места, Бујар Османи веројатно би бил добар министер за здравство. И тој стана министер за надворешни работи. И кога погрешни луѓе ќе ставите на погрешни функции, тогаш вие газите државата. Прито не газите некоја туѓа држава. Ако имавте каде да одите, вие ќе се заминивте.
бидејќи секој кој можел се заминал од Република Македонија. Заврши времето на парадајс емиграцијата или на патлиџан емиграција. Сега паметни, богати луѓе заминат од Република Македонија, бидејќи не може да го издржат тој простотилак кој постои денес во Република Македонија. Се иселат луѓето кои имаат пари, прават бизниси на Нов Зеланд, прават бизниси во Јужна Африка. Само не сака да бидат тука во Република Македонија. Тој рамковен договор кој 20 години само броевте крвни зрнца, дали се повеќе македонски или албански, сега вас ви ескалираше како бомба во лице со тоа што се случи на 8 септември во Тетовската болница. Па вие го сменивте, го избркавте најдобриот премиер во македонската историја. Не му дававте шанса да покаже колку може да биде премиер. Најдобриот банкар последните 20 години во Република Македонија, Хари Костов. Јас со тој човек не разговарам од 2005-2006 година. Меѓутоа тоа не ме спречува да кажам дека тоа што Хари Костов сакаше да го реализира како премиер во Република Македонија, ќе направеше Република Македонија не подобро, туку одлично место за живење. Па сите кои се акционери на Комерцијална банка тоа го знаат, бидејќи сите на почетокот на календарската година добиваат дивиденда и гледат како функционира таа Комерцијална банка. И тоа постојано ви кажувам, дојде време кога способните и паметни луѓе, а не само луѓе кои имаат врски во политичката партија, треба да дојдат на чело на институциите, да дојдат на чело на државата. Знаете ли зошто си поднес оставка Хари Костов? Бидејќи еден Агром Буџаку, како министар за транспорт и врски, јавно му порача дека нема што тој како премиер да бара одговорност од него. Одговорноста ја бараше за онаа локација која Агром Буџаку му е даден на Јордан Орце Камчев. Повторно Јордан Орце Камчев, гледате, вас ви се испреплетува во изминатите 20 или 30 години во сите контраверзни ситуации што се случуваат во Република Македонија. И некој Агром Буџаку, кој бил некоја емиграција во Брисел, па го вратиле кога командантите победија во наводници 2001 година, 2002 година стана власт во Република Македонија. Тој Агром Буџаку јавно преку медиуми порача на тогашниот премиер Хари Костов дека тој не одговара пред него, туку тој одговара пред својот партиски лидер, пред својот командант Али Ахмети. Па сега нека одат да одговараат пред Али Ахмети. И министр, заменик министерот за здравство, и директорот на Тетовската болница, и сите кои има добиено дипломи за доктори на Универзитетовскиот универзитет, или во Приштина, или било каде на друго место. Одете сега кај Али Ахмети да одговарате. Али Ахмети ве стави на функција. Али Ахмети ве направи луѓе. Али Ахмети од пушков митралесци ве направи директори на институции. Сега кај Али Ахмети да си барате одговорност. Додите да го прашате Али Ахмети по кои критериуми ги става луѓето на функции. Мене тоа не ми пречи. Алсатем телевизија е даде најточната информација на денот кога се случат оние немили, трагични настани поврзани со Тетовската болница. Додека овие медиуми, финансирани со унгарски пари, правеа хистерија. 37, 38 мртви, 39 мртви. Уште вечерта, Алсатем телевизија каже дека има 14 починати. И се покаже дека тоа е точна информација. Тоа е најдобра телевизија во Република Македонија. 30 години се бавам со ова, професија, 2 или 3 години сум имал емисија која сум ја емитувал на Алсатем телевизија и можам категорично да кажам дека Алсатем телевизија е најдобра телевизија. Технички, организационо, програмски, најдобра телевизија во Република Македонија. Па ако веќе ставате директор на државната телевизија, па ставете го директорот на Алсатем телевизија. Не е важно дали е македонец или албанец. Ако е некој во состојба и способен да направи добар производ, да направи добра телевизија, ќе направи дали таа се вика македонска или се вика албанска радиотелевизија. Немојте да ја ставате она несреќа, кој има уништена една телевизија, на кого Милен Врабевски му ги плаќа коцкарските долгови во Бугарија, каде што Мелани Трамп прво му се јавува кога е притворен Јордан Орце Камчев. На листингот на Мелани Трамп се гледа каде е Мелани Трамп, прво јавено, прво си има обадено, како овој човек кој сега планирате да го правите генерален директор на Македонска радиотелевизија. Па мислам дека после 30 години, после вакви хавари, после вакви несреќи, сите ние треба да сватиме дека времето на политички комесари е завршено. Доаѓа време на професионалци.
Јосип Броз Тито 5 или 7 години после победата 1945 година расчисти со политичките комесари. Ги пензионираше на 35 на 40 години. Беа млади пензионери кои седеа во хотел Москва во Белград и бистреа политика. И после 60 години доаѓаат други некои команданти кои ги стават политичките комесари на одредени функции. И се случуваат вакви карамболи. Јас немам проблем со тоа. Ке чекам место 5 минути, 10 минути на Табановце, бидејќи ќе се најде некој сулјо кој не знае да пополни формулар и наместо да чекаме 2 минути или 3 минути на граница, ќе чекаме 10 или 15 минути. Не знае да пополни карнет и така натаму и така натаму. И тоа овде станува збор за човечки животи. Да, ние ќе прифатиме оставка на Венко Филипче. Да, ќе има морална одговорност. Но некој тамо со незнаење има направено трагична штета. Што стана со автобусот на Дурмотурс? 15 или 16 луѓе загина. Има ли одговор? Има ли одговорност? Или за него ќе важат други правила, бидејќи е близок на партијата ДУИ? Бидејќи е близок на некои команданти кои се во раководството на ДУИ? Баравте оставка од Сугаревски? Него кандидат за градоначалник на општина Прилеп. Баравте оставка од некој од ДУИ? Го прашавте Али Ахмети, што правиме со газдите на Дурмотурс? Затворен е Дурмотурс или уште вози? Што покаже истрагата? И сега сите се плашите од германската истрага. Сите се плашите што ќе покаже таа германска истрага. Па зошто би се плашеле ако сте чисти? Па дури и председателот на државата Миги Редови кажа дека нашите институции можеле сами да направат истрага. Притоа не ги чекаше нашите институции да направат истрага, туку уште наредниот ден на 9 септември во 10 саат на Сабајле да изјава дека според неговите првични сознанија нема елементи на политичка хаварија во Тетово. Или дека тоа се случи во Тетово, нема елементи дека некој од политички причини сакал тоа да го направи. Па до кого овој човек ќе глуми во исто време и истражител, и обвинител, и одсудија? Од каде му е таа потреба постојано да се пика во такви глупости? Тоа го правеше и со настаните од 27 април. Па се среќаваше со уставобранителите или со нивните представници. Па даваше проценки дека се 10 години многу или малце. Па даваше одредени анализи како треба да биде преформулирано кривичното дело. И него сега вели дека од морални причини тој би си поднел оставка како Венко Филипче. Па имаше човече 10 пати можност од морални причини да поднесеш оставка. Беше советник за национална безбедност 2001 година на Борис Трајковски. Што не си поднесе оставка поради крахот во Рачиново? Што не си поднесе оставка кога падна авионот на Борис Трајковски, туку прифати да бидиш прв човек на државната изборна комисија? Што не си поднесе оставка кога беше помошник министар за аналитика, кога рулјата ја нападна американската амбасада во Скопје? До кога ке солиш памет? Ти си председател на држава. Ти не си ниту истражител, ниту судија, ниту обвинител. Или ќе се вршиш функцијата, или ако веќе ти е смачено, се чувствуваш некорисен за обавување на таа функција, не се пронаоѓа себе, па замини си. Зоран Заев поднесе оставка кога беше првото бугарско вето. Сега летоска кога беше второто бугарско вето, па нели одеше со исти авион со Румен Радев на чествување на 24 мај во Рим. Па нели се вклучи во преговорите, кој поднесе оставка бидејќи не можеше да го издржи притисокот и се чувствуваше одговорен за првото бугарско вето, за француското вето, што не поднесе оставка како шеф на државата од морални причини кога бугарите Европска унија по втор пат ова лето ни поднесоа вето или ни ставија вето. Ете, почитувани гледачи, ние сме зрели за ремонт. И ови окажувам доста емотивно, бидејќи сакам да ви пратам порака дека ние имаме две можности. Или сами ќе го направиме ремонтот и ќе станеме нормална држава, или некој од надвор ќе ни го направи ремонтот и ќе се обиде да не направи нормална држава. Ова држава пати од лажно морализирање, од лажни спинови, од разни Потемкинови села, во кои вие сте напикани да живеете. Па во времето на Никола Груевски, најголема доверба за неговата земјоделска политика имаше во градот Скопје, луѓе кои врска немаат со земјоделие. Меѓутоа пропагандата го имаше направено своето и со таква една пропаганда преку А1 телевизија на Велја Рамковски
и преку другите телевизии, меѓутоа правенствено преку Ленче Николовска и една телевизија на Велија Рамковски, граѓаните на Скопје кои избегаа од селата да не се бават со земјоделие, најмногу ја подржува земјоделската политика на Никола Груевски. До кога ќе правите замена на тези? До кога лажно ќе ги поставувате работите? Ќе правите спинови на социјалните мрежи. Ќе се напаѓате, ќе се хейтате, ќе се навредувате. Вие денес барате оставка од Зоран Заев, бидејќи ви излажал за Смилковско езеро. Бидејќи ви ветил бомби за Смилковско езеро и излажал немал бомби за Смилковско езеро. Што не барате оставка 2012 година Никола Груевски за Смилковско езеро. Тоа е масакр кој се случува на Велики четврток 2012 година, 3 дена пред најголемиот христијански празник во Република Македонија. Што не барате оставка од Гордан Енкуловска кој беше министар за внатрешни работи. Што не баравте 2012 година оставка од Сашо Мјалков како прв човек на државната безбедност. Па излезе Гордана Јанкуловска и трескаше за вахабити и муџахедини, па на интервју на Алса Тем телевизија и го поклонија Куранот за да може да прочита што се вахабити и што се муслимани. Ги криевте трагите за Мартин Нешковски, кој поднесе оставка за настаните поврзани со поплавите во Стајковци. Ова е истото ВМРО ДПМН, кој беше власт кога се случуваат тие работи. Со која морална одговорност бре вие барате оставки? Па прво треба да се исчистите партијата, да се ослободите од тие луѓе, па вие се уште под контрола, уште ве владее човекот од Будимпешта. Човекот кој замина тамо, наместо да биде на топол оброк 3 пати на ден. Тој ве финансира, тој ви влечи конци, тој ви води кадровска политика. Па погледнете кои се кандидати за градоначалници. Од Митко Јанчев Кавадарци, Тимчу Муцунски аеродром, кандидатката Даниела, независната кандидатка Даниела Арсовска, претходно Гордана Селјановска. Кои се професорките во бомбите што се слушат, кои во пиджами се носат пред камерите на Канал 5 и на Сител телевизија. И сега вие ќе морализирате, ќе барате оставки. Да, треба да има оставки. Треба да има и кривична одговорност ако некој ја има сгрешено на работата. Меѓутоа, доволно беше да живееме во еден лажен свет. Тезата која сега се поставува дека ни умираат многу луѓе. И тоа е загрижувачки, и тоа е запрепастувачки. Нас на вистина ни умираат многу луѓе. По 25-30 луѓе ни умираат од корона секој ден. И таква стапка на смртност нема во ниту една друга држава во Европа. И тоа е работа која треба сериозно не само да не загреши, туку да не констернира. Значи, ни еден нормален човек не може благонаклоно да гледа на тоа. Може да гледа само со презир. Може да гледа само со една драматична разочараност. Зошто нас не умира толку многу луѓе? Има две причини. Или сме болни, здравствено болни како нација и како народ, или имаме болно здравство. Имаме доктори кои не избегаа од Македонија. Не избегаа бидејќи ги напаѓавте дека добиват големи плати. А може да работат за 5 или 10 илјади евра во Германија. Може да работат за 2, за 3, за 4 илјади евра во приватни болници. И без малку со честна исклучици не останаа доктори во јавното здравство. И тој човек што ве натера на таков синдикализам, дека сите сме исти и дека тие што се добри не треба да бидат платени, тој човек што одеше со скапиот Мерцедес до Валандово и до Богданци и пред влезот во градот излагаше од скапиот Мерцедес и влагаше во некоја крнтија или кршкола, бидејќи е човек од народот, нели? И мора во крнтија, во кршкола да оди пред гласачите во Валандо и во Богданци, сега живе во Будимпешта. 3 години во Будимпешта. Ајде да појдете живеете вие 3 години во Будимпешта, без да работите, без приходи, без пари. Како ќе живеете? Или ќе ви плаќа таков скап живот унгарската држава, но тога сте соработник на унгарската држава. Или имате украдено, скриено пари, кои можете да ги трошите 3 години. И тој синдикализам, кој е наметнат во Република Македонија, или сега ќе дојат 100 луѓе, ќе ме прашуват од каде ти се тебе лакоста мајците, или тоа ме прашувате, од каде ми се лакоста мајците. Па 25 години имам најгледана емисија во Република Македонија. На кој медиум да сум се појавил, имам најгледана емисија во Република Македонија. Па што не ја прашате Опра Винфри од каде и се кондурите?
Што не ја прашате Оливера Трајковска, каде што ремчето на сандалите на Оливера Трајковска е поскапо од 6 мои блузи Лакоста. Блузите Лакоста ми се од аутлет во Инџија. Чинат 1500-1600 денари. Елеците ми се купени таму, не чинат повеќе 2500 денари. И се 10 пати поевтини од било кое скапо дело кое ќе окупи било кој водител, просечен или никако водител на било која македонска телевизија. Па не треба да бидете богат за да можете убаво да изгледате. Треба да бидете интелигентен тоа да го правите. И купувам тие работи бидејќи одам и снимам во странство. Во 2 или во 3 дена снимам по 15 интервјуа, да ги намалам трошоците. Затоа купуваме лечење Лакоста, бидејќи не се гужваат. И наместо да ставам 3 или 4 одела, ставам 4 или 5 лечење Лакоста, кој чина 2 до 2500 денари на распродажба во Инџија. Кој не ми верува, нека дојде со мене, сам ќе купи, бидејќи тоа се веќе стари 2 или 3 години, не се продават и ги носат таква аутлетска продажба. И повторно вие ќе дојдете, нема да ги поставувате прашањата од каде се парите за Зелениково, од каде се хациендите за Зелениково, од каде се скапите куќи, каде има куќа генералниот директор на Македонската радиотелевизија, каде има куќа директорот на Македонската радиотелевизија. Колку станови има овој Кики Фрики новинарот? Какви коли возат? Колку пари имат? Колку се богати? Која е нивната гледаност? Кои успеси стојат зад нив? И до кога со тој ефтин популизам, тој ефтин синдикализам? Ако е тој врвен доктор, ќе го платите и ќе биде во јавно здравство. Бидејќи тој кој врвен доктор може да оди да работи каде сака во светот. Но ако му водите ефтин популизам, од каде ти се 500 или 1000 евра? Зошто вози скап автомобил? Па каков автомобил треба да води најдобриот доктор во Република Македонија? Во Фичо од 73 година? Во оние полски непеглички? Во Тарабант? Во Варбург? Во шо треба да се вози? Сакате да правиме држава или не сакате да правиме држава? Па што не го прашате Пандев колку заработува во Дженова или каде игра фудбал? Па што не одите вие да играте фудбал во Дженова? Бидејќи човекот тренира 20-25 години крвнички. За секој интервју се подготвувам со сати, спијам по 3 сати на ден. За ова анализа се подготвувам 4 дена. Не само што е труд, туку и знаење се вложува во секоја работа, во све што е направено. И ке дојдат утре и ке прашат од каде ти си купил мајци Лакоста? Те финансира Митко Јанчев. Не ме финансира Митко Јанчев. Ми должи Митко Јанчев. Последната реклама која Кожувчанка има во емисијата во Центаре за сезоната 2017-2018 не е платена рекламата. Страм ми е да го тужам. Нема да го тужам. За некакви бедни тамо пари од реклама треба да се страмам по одредени македонски судови. Па ме финансирал Трифон Костовски. Не комуницираме со Трифон Костовски од 2012 година. Со Хари Костов не комуницираме од 2006 година. Со Живко Мукетов и Алколиц сме прекинале соработка 2017 година. Никој не ме финансира. Ме финансираат само прегледите и гледачите кои ги имам на YouTube. И со помош на тие прегледи и гледачи кои ги имам на YouTube, го финансирам целиот производ. Јас ја снимам емисијата, имам само еден човек кој е хонорарен соработник и ја монтира мојата сопруга. И ово не ви го кажувам за да се жалам, ово ви го кажувам бидејќи ме дојдено преку глава од лажни вести и спинови. Па контаминиравте бре све во оваа држава. Уништивте се во оваа држава. Секој кој е малку способен сака да бега од оваа држава. Сака да бега и од политичарите, и од неспособната политика, и од неуспешната политика, но да бега од овој канцероген медиумски амбиент. Амбиент кој е на телевизиите и амбиент кој е на социјалните мрежи. Па не се живе. Па човек треба да има кожа како диносаурус, кожа како слон, кожа како алигатор, за да може да ги издржи овие работи. И подоцна не се случуваат хавари, па ке не се случуваат хавари, бидејќи кога паметните ќе се заминат, будалите ќе дојдат на функции. Со будалите на функции и со неспособните на функции, ова не се случува. Да се вратиме на рамковниот договор. Да го заокружам тоа прашање и да го кажам мојот став во однос на тоа прашање. Недозволиво е за мене
да има вработено само 1% албанци во државните предпријатија, во општествените предпријатија кога се спроведува процесот на приватизација во Република Македонија и аналогно на тоа, само 1% албанци учествувале во општествената приватизација во Република Македонија. Недозволиво е според мене 1%, дури ни 1% албанци не беа вработени во Македонскиот телеком кога се приватизираше Македонскиот телеком, најмокната компанија во Република Македонија. И тоа е тотално недозволиво, како што е сега недозволиво вие да броите крвни зрнца и да мерите дали 23,3% се вработени албанци во еди кои се предпријатија или во некој друго предпријатие се вработени 24,7% албанци, турци, бошњаци или било други малцински заедници во Република Македонија. И не само во државни институции, туку они несреќа нартан груби сметат дека според рамковен договор треба да бидат вработувани и во приватниот сектор. Па ако направивте дрн дупка од државните предпријатија, ако направивте дрн дупка од власта, да направите дрн дупка и од приватниот сектор во Република Македонија. При тоа, на никој не ви одговара, кога Хари Костов ке рече дека треба да биде спроведен рамковен договор за борба против криминалот. Ни не едни, на втори, на никој тоа не одговара, бидејќи сите доаѓаат на власт да прават криминал, да крадат, да се богатат. Затоа не им одговара рамковен договор за борба против криминалот, бидејќи тие кога ќе заминат од власт, сите кога ќе заминат од власт, те заминуваат како богати луѓе. Не размислуваат секој утро дали имаат пари за јадење, дали имаат пари за пелени, дали имаат пари да одат на годишен одмор. Тие немаат такви проблеми бидејќи се полни како брод и кога ќе се симнат од власт, се обезбедени за наредни 2 или 3 генерации. Знаете што ќе се случи, почитувани гледачи? Ако и понатаму така јалово се инсистира на спроведување на рамковен договор. При тоа спроведување на рамковен договор мене ми смета кога вие треба да донесете некој пушко-митралесци на чело на државата или на институциите, а тие немаат капацитет тоа да го прават. Мислам дека тука сме на чисто и дека тука сме јасни. Ако инсистирате и понатаму на тоа, ќе ви се случи коалиција на СДСМ и на ВМРО ДПМН. И тие две партии секогаш да бидат власт во Република Македонија и од позиција на веќе обезбедени 61 пратеник да преговарат со другите или останатите албански партии. И на тој начин се случи поларизација во Република Македонија. И напротив, и наместо рамковниот договор да го прави едно општество за сите, вие ќе направи повеќе општества кои функционираат во Република Македонија. Ќе дојде одредена сепарација, федерализација внатре во Република Македонија. Инсистирањето на рамковниот договор неминовно води кон федерализација на Република Македонија. Бидејќи вие одговарате на партиските лидери, не одговарате на власта, не одговарате на премиер. И тоа е нешто најлошо што може да се случи на Република Македонија. Затоа јас, ако до пред 2 или 3 месеци сум сметал дека коалиција помеѓу СДСМ и ВМРО ДПМН е добра политика и дека тоа може да донесе до одредено стабилизирање на Република Македонија, а тоа било одредена владена коалиција формирана врз база на германскиот модел, каде што победникот го дава канцеларот, односно премиерот, а помалата партија која е во коалицијата го дава вице-премиерот и министерот за надворешни работи. Сега не сум сигурен дека тоа е добра стратегија за Република Македонија. Бидејќи тие разлики помеѓу македонците, не помеѓу македонците и албанците, дека тие разлики помеѓу македонците, помеѓу двата дела на македонскиот народ се така силни, така длабоки, така драматични, што тие разлики едноставно не ни овозможуваат заеднички да живееме, како да сме две нации собрани во едно. И тие разлики не постојат сега, изминатите 3, 5, 10, 15 години. Тоа се драматични политички, цивилизацијски разлики. Два различни модели на начин на живење, на стил на живење и начин на водење на државата. Толку се големи тие разлики, што тие луѓе вие не можете да ги ставите на роденденска забава или на некоја слава на иста маса, а да не се скарат. Или некој од нив да не ја напушти забавата. И се замислите, такви две структури да ставите во иста влада, па кога имате оној синдром Наке Кјулев е виновен за се. Ако земеме и направиме одредена споредба, одредена анализа, ја земеме ситуацијата во Авганистан како парадигма, како метафора, да објасниме што може или што се случува во Република Македонија, таму во Авганистан постојат две структури – афганистанци и талибанци. Афганистанци со помош на Вашингтон, на Соединетите американски држави, на прозападните сојузници, 20 години се обидоа да изградат модерна и прозападно ориентирана држава. Вложени се пари и пари, милиарди и милиарди. И тоа заврши со банкрот.
заврши со фалименто, заврши со фијаско. Или тоа што го вели Владимир Путин, вие не можете на сила одредена племенска структура со многу пари, ако тие не сакат во 20 години да ги претворите или да ги трансформирате во модерна држава. И ги имате талибанците, кои смета дека не треба да има западна помош, кои смета дека не треба да комуницират со западни држави, напротив, треба да се води джихад против тие западни држави, и тие се сега власт во Авганистан. 20 години се инвестираше во афганистанците, се потрошија тешки пари, имаше човечки жртви, повеќе 2-3 лица загинати американци, им пукна филмот на американците. Им пукна филмот и во еден момент рекол, добро, па ако вие не сакате да бидете модерна држава, прозападна држава, тога зошто американски војници, американски пари да бидат трошени на некој модел кој што вие не сакате да го прифатите? И ајде тоа да го сведеме на одредена македонска територија. И ние имаме афганистанци и талибанци. Не се исламски, туку се православни талибанци. И имаме афганистанци и во СДСМ и во ВМРО-ДПМН кои смета дека Македонија со помош на Америка и на Европската унија треба да биде членка на ЕУ, членка на НАТО и да биде модерна, нормална, прозападна држава. Имате друга структура која смета дека ние не треба да бидеме членки на ЕУ, членки на НАТО и да имаме стратешки партнери во Вашингтон и во Брисел. И двете опции, двете стратегии се легитимни. Но јас мислам дека нема место во моментот во иста влада за двете стратегии. Вие треба да одлучите во каква Македонија сакате да живеете. Вие како мои гледачи, како граѓани, како политички субјекти. Не сум тој јас што ќе ви каже или што треба да ви каже како да гласате, за кого да гласате и во каква Македонија сакате и треба да живеете. Тоа е ваш избор. На крајот на денот вие одлучувате во каква Македонија сакате да живеете. Бидејќи како што да работите, очигледно дека за двете Македонии нема место во оваа Македонија. Бидејќи тие конфликти се до тој степен избликнати, што едноставно не може да се стават под тепих. И толку се драматични тие поделби, што ја влечат надоле Македонија. Но овие на некои следни или на некои други избори, тамо вие ќе треба да одлучите во каква Македонија сакате да живеете. Не повеќе да казнувате или да гласате антипротивно, туку да го кажете вашиот став како сакате да живеете. Како треба да изгледа таа држава? Каде треба да се движи таа држава? Не е битно какви кондури ќе носите, какви фонтани ќе имате, какви пачиња ќе ви бидат направени. Ви одлучувате за магистралниот правец. Македонија има проблем да го дефинира магистралниот правец од избори на избори, од циклус на циклус. Ние имаме проблем како да го дефинираме магистралниот правец. Руски ботови ни ја водат државата. Ни прават хистерија на социјални мрежи. Не можеме глава да крениме. Македонецот верува теорија на заговори. Значи, најмногу теории на заговори по глава на жител има во Република Македонија. Тоа е бегство од реалноста. Мислам дека е крајно време да се вратите во реалноста. Сакате со Кина и со Русија? Супер! Гласајте на избори. Гласајте за политичка опција, дали е тоа левица, ВМРО, СДСМ, небитно. Гласајте и одлучите да живеете во држава која ќе биде со Кина и со Русија. Сакате да живеете во држава која ќе биде членка на ЕУ и на НАТО, гласајте. Тоа не е моја одлука, тоа е ваша одлука. Вие сте суверенот. Вие одлучувате во каква држава сакате да живеете. Не одлучува никој во ваше име. Но кога ќе донесете одлука, никој нема да ви биде виновен. Имате право, имате обврска, вие сте суверен, но и одговорноста е ваша. Конечно донесете таа одлука. Па не можеме од циклус на циклус да се кршиме кој правец да го фатиме. Па не може на сила да не прават членки на ЕУ и на НАТО. Ако не сакаме или ако не сме способни тоа да бидеме. Ако не сакаме тоа да бидеме, па не мора да губиме време и сила. Тие што сакаат да живеат така држава, ќе останат да живеат така држава. Тие што не сакаат, ќе се иселат. И една за секогаш да биде решено тоа македонско прашање. Каде сме и каде сакаме да одиме? Пред 4 дена беше 8 септември. Славевме 30 години од македонската независност. Кога на 8 септември 1991 година гласавме за независна Република Македонија, ние не гласавме за ваква Македонија. Ние гласавме за една просперитетна и стрекња, потенцирам стрекња Република Македонија. Сега во Република Македонија живеат нестрекни луѓе.
Луѓе кои се нестрикни дека живеат во државата. Луѓе кои мечтаат и размислат како да ја напуштат државата. Чекаат да заврши короната за да заминат од Република Македонија. И знаете, во таков еден амбиент е многу плодна почва и многу плоден терен, разни руски и секакви други ботови да ви инјектират незадоволство, да ви инјектират страв, да ви инјектират чувство на некапацитетност и неспособност да бидеме држава, да обстоиме како држава, да можеме сами да станеме нормална и стрекна држава. И нема поголемо зло за македонскиот народ или за граѓаните кои живеат во Република Македонија, ако после 30 години дозволат такви ботови на социјалните мрежи да ви наметнат чувство дека сгрешивме на 8 септември, дека требаше да останеме во Југославија. Сум југоносталгичар, меѓутоа јас со гордост гласав на 8 септември 1991 година да бидеме независна Република Македонија. И ако сега после 30 години сме под сомнеш или се сомневаме дали тоа бил вистинскиот пат, вистинскиот чекор, вистинскиот избор, тогаш ние покажуваме и потврдуваме дека сме неспособна генерација или генерации. Генерација која е паднала на историскиот тест или на тестот на времето. Ако ние сме неспособни, тогаш не можеме да се криеме зад фактот дека сме направиле грешка што не сме останале во Југославија. И дека ова Македонија, ако останала во Југославија, ќе била подобра, пострекна и поуспешна држава. Не. Тоа што сме ние неспособни, значи дека треба да се трнеме на страна. Секој кој се чувствува неспособен, кој не може да одговори на тестот на времето, кој не може да одговори на тестот на историјата, крајно време е да се замени од сцената. Од политичката, бизнис сцена, вработување во државна администрација. И тоа е моќта на народот. Затоа сте суверени, одлучувате што сакате и каде треба да оди оваа држава. Ако видите дека тие луѓе се неспособни, тогаш сменете реалноста. Тогаш направете реалноста да биде подобра за Република Македонија. Вие одлучувате во каква држава сакате да живеете. Главниот ковид центар, гледате која е таа символика. Главниот ковид центар во Република Македонија е болницата 8 септември. Тоа беше поранешната воена болница, по заменувањето на ЈНА, гледате која е символика, после заменувањето на ЈНА, таа е трансформирана во болница 8 септември. И кога почнува пандемијата со коронавирус, таа станува главен ковид центар во Република Македонија. Тоа е метафората, тоа е символиката. 30 години ние сме ковид центар. Ние сме заразени со вирус, не со коронавирус, туку со вирус на неспособност, вирус на незнаење, вирус на некапацитетност, вирус на крадење, вирус на криминал. И мислам дека е крајно време да најдеме доволно антитела и доволно медикаменти да го совладеме тој вирус и тој вирус да го пратиме во историјата. Јас сакав ова да ја кажам, почитувани гледачи. Ова се моите ставови. Во ова јас верувам. Ова ми дава сила и понатаму, после 25 или 30 години новинарска кариера, да продолжам да снимам емисии и да снимам анализи. Да се обидам да ви ги објаснам работите. Голем дел од работите и самите ги знаете, и самите ги гледате, и самите се свесни што се случува. За мене е небитно дали Христијан Мицковски ќе остане на чело на ВМРО-ДПМН. Дали ќе победи или ќе изгуби на изборите. Дали ќе остане Зоран Заев. Дали Венко Филипче ќе му биде прифатен или нема да му биде прифатена оставката. Јас сум загрижен за процесите во Република Македонија. Каде одат процесите во Република Македонија? Знаете, постојано кажувам една работа. Вие можете да ја промашите тактиката, но ако ви е погодена стратегијата, без разлика дали имате хаварија на отворено море, морето ќе ви сврли на површината. Но ако имате најдобра тактика, а ви е промашена стратегијата, немате шанси да се спасите. Јас упорно ви зборам за стратегија. На некои други телевизии, на некои други YouTube канали, во некои други емисии ви зборуваат за тактика. Никогаш во животот не сум говорил за тактика, бидејќи најлошата стратегија е подобра од најдобрата тактика. Ова беше емисијата во Центар. Ако ви се допадна ова емисија, ново дружење, четврток во 22 часот. До четврток во 22 часот, пријатно вечер Македонијо, каде да си.